8 часот 16 минути време и за следниот разговор во денешното издание на Македонија наутро. Во денешната дигитална ера, компаниите ширум светот, па и во земјава, се соочуваат со недостиг на стручен кадар со соодветни вештини, специфични за работните процеси и ситуации и постојано се во потрага по обезбедување на истиот. Токму оваа појава е во фокусот на проектот премостување на јазот кај вештини за создавање на нови и подобри работни места, во чии рамки се отвори првиот центар за нови вештини при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетова. Отворањето на новиот центар за идни вештини Skills Next е поддржано од британската амбасада, од Шловиот универзитет, Фондот за иновации и технолошки развој и UNDP. Детали за начинот на кој што ќе функционира овој центар за идни вештини и за придобивките од постоењето на еден ваков центар, утринава дознаваме од Маријана Милевска, проектна менаџерка во UNDP, и Азир Алиу, координатор на проектот при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетова. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро. Отворањето на новиот центар за идни вештини се случи вчера. Тоа е прв од ваков вид во земјава. Би сакал да ни разкриете од каде произлезе идејата и всушност потребата од отворање на еден ваков центар за идни вештини. Програмата за развој на Обединети нации, UNDP, изминатата година и пол со поддршка на британската амбасада работеше на многу анализи. Истражувавме заедно со индустријата, директно со бизнис сектор, да го слушнеме нивниот глас, кои навистина се потребите на самата индустрија, и се насочивме клучно на традиционални сектори, како што се текстил, градежништво и обновливи извори на енергија ни беа како перспектива дополнително ставени во фокус. Со тоа што сакавме да видиме кои прво се технологиите кои им се потребни, дали имаат соодветни информации и дали соодветно образованието ги следи во креирањето на нивните потребни кадри. Така да таа цела година и пол навистина ја посветивме посветено да видиме што технологии во градежната индустрија точно ни се покажа дека, например, имаме технологија која е многу битна и во светски рамки се развива многу брзо, како Building Information Modeling или кратко BIM. Тоа е дигитализација на комплетно на целиот процес на градежништво, од дизајн, самото градење на објектот и она што е после тоа одржувањето. И во текстил, например, 3D дизајнот ни беше како технологија, она што ни се посочи дека е битно, и во обновливите извори на енергија за нашата држава навистина е соларната енергија најбитна, и тука тие технологии кои следат ги следевме. Она што го увидовме беше во тој период дека традиционалното образование не може ги следи овие текови, меѓутоа е побавно во реформите и може би треба да се најде некој друг модел кој за некои овие брзи текови кои им треба на индустријата, треба да најдеме некој друг модел на образование, односно така се роди идејата за овај центар за идни вештини, односно Skills Next. И сега Skills Next, центарот за идни вештини, првенствено е фокусиран на испорачување на иновативни обуки од областа на текстилната и на градежната индустрија, како што споменавте. Зошто е тоа така и зошто акцентот е ставен токму на овие индустријски сектори? Може би кратко, можам и јас уште еднаш да одговорам тука. Најпрво сакавме навистина да видиме кои се традиционалните сектори кои се битни за економијата во државата. Текстил, обновливи извори на енергија и градежништво, го вклучуваме во наредна фаза и земјоделие. Заедно сите тие 4 сектори даваат 25%, односно 1/4 од прилика од бруто домашниот производ на државата и се многу битни за целокупната економија. Потребно е итна поддршка на овие сектори за новото време. Значи, нивната трансформација во однос на дигитализацијата, на новите технологии, и тоа беше условот зашто се насочивме на овие сектори. Така. За која целна група практично се наменети сите овие активности, кој ќе ги реализира истите? Значи, центарот за нови вештини е така креиран во кој што е многу компатибилен за различни групи на курсисти, да кажам, во кои што ќе поминат низ центарот. Значи, наменето е за луѓе во кои што веќе се во индустрија, во кои што ќе треба да поминат обуки за нови технологии, нов начин, нов пристап кон работата, но исто така и за луѓе во кои што се невработени, во кои што треба да се профилизираат за идните технологии и работни места.
Знаеме дека, како што колешката напомена, ние како држава овие ресурси ни се исто така, значи Господ ни ги дал. Треба само да бидеме компатибилни со светските трендови во кои што дигитализацијата ќе биде дел од тие процеси и тогаш сме сигурни дека ќе бидеме во чекор со трендовите и ќе бидеме компатибилни со тоа што нашите производи, нашите профили на работна сила ќе бидат компатибилни не само за кај нас, туку компатибилни со светските трендови. Во време кога велиме дека буквално се може да се најде на интернет, како овие обуки би биле конкурентни во однос на сето она што се нуди на оние странски платформи за учење? Знаете како е, значи ние денеска кога отварате интернет имате све. Креирањето на обуки и тој тип на силабус е многу битен да се едитира врз основа на побарувањата и потребите на пазарот на трудот. Друго е вие денеска некоја платформа во која што ја имате и која што е, да кажеме, стандардна, најверојатно базичните информации ќе ги имате. Но за да бидете компатибилни со потребите на индустријата во која што вие живеете, вие мора да имате таков центар во кој што ќе ги креира врз основа на потребите, инфраструктурата во која што ја имате во самата околина во кој што се движат младите, индустријата и така натаму. Значи тој трипл хеликс помеѓу јавните институции, индустријата, експертите, академијата е многу битен и тука вложуваат не само, значи тоа е тренд во светот, значи се вложува и се креираат таков тип на обуки во кои што се можеби понекогаш чудни за друг регион, но се многу компатибилни за регионот или за местото во кое што се креира таа индустрија, се движи тој дел на работна сила. Би сакал да ни откриете каква улога ќе има всушност еден ваков центар за идни виштини во однос на креирањето на нов човечки капитал токму во земјава? Повелете. Дополнително сакав јас само за претходното прашање да додадам еден сегмент дека самиот центар нуди можност за следење на обуките и онлайн, значи тоа ќе го нуди од далечина, меѓутоа ќе нуди исто така практична примена на само лице место. Например, за соларните панели имаме поставено кров, кој е симулација на вистински кров и тука на вистина веќе веднаш можат да практицираат практични вештини. Да, мислам дека и гледачите имаа можност тоа да го погледнат и во видеото кое што пред малку го емитувавме. И тоа е многу битно, да кажеме. А во однос на креирањето со најголем дел од представниците на бизнис сектор кога разговараме, значи потребата на човечки капитал и вештини е она што навистина на прво место го ставаат како итна мерка која им е потребна и на еден ваков центар може да обезбеди, да кажеме, и до квалификација на постоечкиот кадар кој го има, и реквалификација, да речеме, на некои кадри кои во моментот не се соодветни за технологијата која применуваат. Така да на вистина овој центар треба да даде една можност за соработка заедно со бизнис сектор да одговори на она што е во моментот потреба во самата организација, меѓутоа и да креира, да кажеме, средина за нови технологии кај идните професионалци, кај идните во моментот кои се студенти, меѓутоа би биле идна работна сила на таа индустрија. Какви се искуствата од надвор? Дали таму постојат вакви центри, да речем, за идни вештини? Колку странските искуства ви помогнаа во целиот овој процес на подготовка на еден ваков центар за идни вештини? Дефинитивно, тоа е тренд во светот, не само сега. Значи, ваков тип на центри не само што нудат обуки за нови технологии, верувајте дека тие го менуваат и мајндсетот на образовните институции. Значи, ние се соочуваме со образовни институции во кои што за жал креираат некомпатибилен кадар за околината во која што има потреба за тој тип на квалификации. Значи, ние имаме среќа дека во овој центар исто така битен партнер ни е и ФИТР, во кој што освен што ќе креираме обуки во кој што ние ли почнавме, како што колешката рече, со тие 3 обуки, ние нема да застанеме тука, значи ќе креираме и нови обуки, но исто така ќе нудиме и сервиси, хабови во кои што ќе се креира тој иновативен екосистем во кој што младите ќе имаат простор, менторство за да се
за да креират, да кажеме, решења за различни проблеми во кои што ние секојдневно се соочуваме. Во рамки на целиот проект кој што го реализирате, тука поставена и платформата Future for Skills, односно вештини за иднина, на која што може да се најдат повеќе тренинг материјали, но информации поврзани токму со овие клучни индустрии. Би сакал малку повеќе да ни откриете каква е замислата во однос на оваа платформа и што представува истата. Та платформа, значи, креира, внатре има мултимедијални материјали, во кои што идејата на платформата е тоа што го спомнавме порано, освен лабораториите во кои што ги поседува центарот, да може да биде мост помеѓу индустријата, академијата и институциите во кои што имаат потреба од обуки, од човечки ресурси, од дообуки и така натаму, така да таа интерактивна платформа планираме во иднина да ја подигнеме на повисоко ниво, во кој што освен што ќе биде како хаб со мултимедијални материјали за различни вештини, исто така ќе биде мост помеѓу креирање или интеракција помеѓу овие институции во кои што ги спомнав. Тоа не е нов пристап во кој што ние нема да ги ограничиме младите да бидат само физички во лабораторија, туку и пост тој период во кој што тие ќе бидат дел од тие обуки и тие вештини во кои што ќе ги имаат во центарот, да може да абсорбираат знаења како теоретски, така и практични и од такви мултимедијални материјали во кои што ќе ги има таа платформа. Моментално има и работиме интензивно да се стават и други материјали за други вештини. Го имаме и оној визуелен приказ на истата платформа кој што секако ни го донесовте, доколку е подготвен, би сакал колегите од режија да ни го пуштат во текот на самиот разговор. Она што би сакал да ни искриете, како планирате да ја постигнете целта со една ваква платформа вештини за иднина, односно Future for Skills? Она што во изминатиот период го направивме, започнавме, значи да работиме на премостување на јазот на вештините. Така беше идејата кога започнавме пред година и пол и образованието ни беше во фокус. Меѓутоа, после навистина сите тие дискусии со приватен сектор, академија, стартапи и останати засегнати страни, увидовме дека трансформацијата на бизнисите во однос на дигитализацијата бара не само образованието, е една алка во целиот тој систем кој треба да следи и не достига голем дел на информации, не достигаше исто така можност да се креира, да речеме, платформа каде што сите овие засегнати страни ќе имаат можност да се вклучат и да имаат можност да соработуваат на заеднички проекти. И затоа, да кажеме, самата платформа е замислена еден дел образованието, едукацијата, меѓутоа многу треба да се зборува од сите аспекти, за сите, да речеме, засегнати страни за новите технологии. Затоа што несомнено се е на интернет, меѓутоа апликативно тука луѓето некако не можат да го почувствуваат во средината каде што работат и творат. И идејата, да кажеме, е понатаму да продолжиме исто така да го градиме овој центар, да отвориме нови технологии во делот на земјоделието, значи земјоделството ни е фокус во наредниот период, и да ја продолжиме соработката исто така со Шкотскиот центар за иновации во градежништво. Во изминатиот период на вистина црпевме многу вредно искуство од таму, заради тоа што тие креирале академија им бил даден мандат да заедно со предпријатијата, со индустријата, да работат на трансформација на индустријата на градежништво. И тој навистина успешен пример, многу е далечен можеби за нас, меѓутоа делови од него секако се апликативни тука и го користиме тоа искуство и во наредниот период. Во контекст на целиот разговор, колку е важно поседувањето на специфичните вештини денес, колку тие може да бидат денес главен фактор на пазарот на труд и колку недостигот на вештини е сериозен проблем за бизнисите? Што вели вашето искуство? Некои анализи, да речеме, кажа дека на глобално ниво со дигитализацијата, на пример, ќе изгубат работни места 80 милиони луѓе. Меѓутоа, не се гледа фактот дека уште толку работни места ќе се отворат со новите технологии и тука колку побрзо го фатиме чекорот ние, толку поуспешни ќе бидат и нашите компании и професионалците кои работат. Започнавме, на пример, со една обука во 3D дизајн за
мода, за во текстил, меѓутоа 3D дизајн како вештина е многу апликативен и во многу други сектори и тоа е она што им се нуди како можност на професионалците да кажеме да бидат пофлексибилни во работните места и или да се специализираат во една индустрија, меѓутоа и да ја применат таа технологија и во други индустрии. Точно. Не знам нешто слободно ако Да. Чисто, знаете, сега све е многу динамично. Тоа што се спомна порано, значи, во животот сега не е доволно само да завршите факултет и да се вработите. Че тоа lifelong learning ке мора да, значи, да се дообучите. Тоа е процес во кој што вие мора да бидете во текстот, нови технологии, нови трендови и така натаму. Че имаме нови занимања во кои што не постоеле воопшто порано, исто така ќе имаме, така да центарот, затоа и името на центарот е Skills Next, значи да предвидиме кои технологии и кои се трендовите во светот во кои што ќе ги доближиме до нашата индустрија тука. Како тим кој што работеше на целиот проект, кои се вашите очекувања од работата на Центарот за идни виштини, како и платформата Future for Skills? Па до година да дојдеме 100 луѓе тука и со решенја, во кои што ќе ви кажеме кои се решенијата и кои биле проблемите во кои што сме ги решиле. Така. И кои се идните планови, во кој правец ќе се движат активностите на Skills Next? Па, на вистина, она што го кажавме, сега се фокусираме на дискусија во делот на земјоделство. Продолжуваме со оние технологии кои се во градежништво, текстил и обновливи извори на енергија, меѓутоа сме отворени за сите идеи и потреби кои ќе дојдат од приватен сектор и од, да кажеме, академија, стартапи. Стартапите ни се исто така многу битен фактор кој ги разгледуваме, затоа што таа соработка која се креира во еден центар каде што не е насочен само за образование, туку креира и можност за средби од овој тип, каде академија, стартапи и индустрија заедно работат на заеднички проект, очекуваме дека ќе вроди со многу плод во иднина. Благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ви посакам успешна реализација на проектот, но и на новиот Центар за идни виштини, прв од ваков вид кај нас, кој што секако има за цел да создаде квалификувани кадри со виштини кои што реално се потребни за новото време и сите оние потреби на компаниите и бизнисите во 21. век. Благодарам. Благодариме.